Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Гневната Рут избега. Зборовите на тетка Маргарет не можеше да ги заборави. Ке те испратам во интернат. Кога зајде сонцето беше далеку од дома и се прашуваше каде ќе спие ноќта. Може би во црквата зад гробиштата? Помина покрај надгробните споменици и застана кога виде мал, бел крст. Јохана Колинс, 9 години, отиде да биде со Исус. Дали јас ќе бидам со Исус ако умрам денеска? Длабоко размислувајќи, Рут тајно влезе во црквата. Потоа легна на една од клупите и заспа. Следниот ден, пасторот влезе во црквата и ја виде Рут. Добро утро. Од каде дојде? Рут му веруваше на пасторот и му кажа како избегала. Потоа таа го изеде вкусниот појадок во куќата на пасторот, додека господин Робингер и телефонира на тетка ѝ. Рут ја разгледуваше собата додека не виде слика што висеше над зидот. Ти се допаѓа ли сликата? Тој е Исус, добриот пастир. Ја подава раката кон изгубеното јагне. Сака да го спаси. Јагнето малку ме подсетува на тебе. Ке ме најде ли и мене? И ќе одам ли на небото како Јохана Колинс? Да. Само треба да му кажеш дека сакаш да му припаѓаш. Ки ти ја дадам таа слика. Сега врати се дома. Тетка ти е загрижена за тебе. На пат кон дома, Рут ја извади сликата од џебот. Ја погледна додека се молеше. Господе Исусе, јас сум ова непослушно јагне. Те молам, прости ми ги сите гревови. Сакам да ти припаѓам и да живеам со тебе еден ден на небото. Амин. Исус веднаш одговара на ваков вид молитви. Рут му се заблагодари за тоа и скокаше од радост. Тетка Маргарет ја чекаше на влезната врата. Се прегрнаа една со друга. Тетка Маргарет, жал ми е за се. Те молам не ме испраќај во интернат. Од сега ќе бидам добра. Те сакам. Ајде да се обидеме уште еднаш. Рут навистина внимаваше на незиното однесување. Го слушаше гласот на добриот пастир кога тој изборуваше во срцето и преку Библијата. Но не го слушаше гласот на незиното гордо его што секогаш се разгоруваше. Рут навистина се измени. По извесно време се беше добро, но потоа не заборавај да ја слушаш следната драма, каде што ќе ти кажам како продолжува оваа возбудлива приказна. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!